Добро вечер на сите. Вечер отвараме нашата 6-та изложба поред и 35 години од постојањето на Фотокиноклуб Прилеп. На оваа изложба по 6-ти пат нашите млади автори и постарите ќе се представат со делата кои ги направија мината година, со која го презентираја Прилеп во земјата и во странство. На оваа изложба имаме поставено 61 фотографија од 52 автори. И заложбите во нашиот клуб е и понатаму да ја развиваме љубовта кон фотографијата и кон киноуметност. Моментално клубот брои околу 130 членови, од кои повеќе од 60-70 се доста активни. Љубовта кон фотографијата изненадувачки е на високо ниво и се надеваме понатаму дека тие млади автори ќе представуваат Прилеп во најдобро можно светло. На меѓународно ниво на сите скоро на цел свет учествува меѓународни изложби, на македонските изложби. Исто така морав да напомнам на фестивалите во земјата и во странство во кинотехниката кај киноаматерите. Морам да напомнам дека многу наши членови кои претходно учеа во нашиот клуб сега веќе се на факултетите за аудиовизуални уметности, каде што доста напредуваат и се покажуваат како едни од подобрите студенти. Учествувам на оваа изложба по втор пат со две фотографии овој пат и сум премногу задоволен. Јас фотографијата ја гледам како уметност. Исто така се бавам и со филм и со сите можности со фотографија и камери. Повеќе фотографија или филм? Повеќе се фокусирам на фотографија. Бидејќи јас ја сметам фотографијата, пошто со една фотографија може да кажете милион зборови и е многу потешко за работење. Моментално на изложба јас немам фотографија, поради тоа што започнав со факултет и не можам толку да се активирам, но сум учествувала на претходните изложби и на предпоследната изложба јас го добив називот втора класа фотограф. Според мене фотографијата е еден медиум на кој што можеме да се изјасниме, да си го изјасниме сето она што го чувствуваме однатре и затоа ме привлекува фотографијата. Исто така ме привлекува и филмот премногу и тоа и фактички студирам. И сметам дека преку филмот и преку фотографијата можам да се изразам најдобро, затоа што не сум толку добра со зборови.